Македонија и оваа зима ќе се најде меѓу првите 10 најзагадени земји во светот. Граѓаните не само во метрополата, туку и во останатите градови од внатрешноста, наместо воздух ќе дишат отров, критикуваат експертите. Секоја влада во својата програма високо на агендата го поставува квалитетот на амбиенталниот воздух. Нема конзистентност во спроведување на самите политики, се сведува на гол популизам. Во извештајот на Европската агенција за животна средина за 2021 стои дека 5600 македонци биле жртви на загадениот воздух и дека нашата држава е на врвот по смртност од аерозагадување. Македонија годинава ќе руши рекорди по загаденост на воздухот. Па индициите се такви, затоа што не гледаме некои конкретни промени во општиот амбиент во државата од една страна, од друга страна све зависи од климатските услови. Доколку имаме ветар во текот на зимата, политичарите ќе се радуваат и ќе покажуваат добри резултати. Доколку се сменат климатските услови, ќе бараат изговори за таквите постапки. Македонија важи за енергетски сиромашна земја, што значи дека енергетската сиромаштија на населението не дозволува соодветен начин на користење на ресурсите за загревање на домовите. Тоа вели Ристовски условува користење на недозволени горива, како што се различни видови опасни отпадни материјали и моторни масла. Она што државата го спроведува, субвенционирајќи грејни тела, не е доволно. Јас како жител на оваа држава би сакала, кога би можела, како жител на Република Северна Македонија, да си го користам моето уставно загарантирано право на здрава животна средина. Че мене уставот ми гарантира да имам здрава животна средина. Јас би сакала кога ќе излезам во Скопје во зимските месеци надвор од мојот дом да имам воздух кој што ќе биде соодветен нели за дишење за граѓаните, кој што нема да предизвика негативни ефекти. Меѓутоа тука проблемот е повеќе слоен, почнувајќи од градежната оператива, од возилата, од градежната распореденост на новите објекти кои што се градат. И Охрид, кој е воздушна бања, со години, посебно во зима, се соочува со висок степен на загаденост, што се должи на прекумерна урбанизација. И сите емисии на издувни гасови од сообраќајот и домакинствата остануваат заробени во коридорот покрај крайбрежниот појас. Државата треба да размислува за поинаков начин на субвенционирање на грејни тела, воведување на нови алтернативни начини на загревање на домовите и почитување на законот за урбано зеленило.